Телчаро и тројцата трговци. Чита Александар Станојков. Врвејќи си тројца трговци крај некое село, запреле коњите до едни ливаѓе да кашандисаат и да попасат троа. Таму имало неколку момчиња од селото што си паселе телците и гоедата селцки. Сите момчиња си играле и беснеале, освен едно, имало што си седело мадро и се мислело нешто како да е кабаетлија. Го гледате она момче што е подпрело главата на десната рака и се мислит? Му рекол едниот трговец на двата. Го гледаме, одговориле тие. Та што дека е подпрено и се мисли? У тоа момче има голем ум и разум и не е право да биде телчар и гоедар, ами трговец голем и дури за цар. На тие зборови го викнале момчето и го прашале од каде е, али има татко и мајка. Момчето му рекло тие многу сиробав и имало само една стара мајка, да со пасење телци и гоеда не можел куќата да ја гледа и не ќе можел домаќин да биде, како што бил татко му и друзи. Ете, тоа седел и се мислел. Видовте која ви велев јас? Му велел првиот трговец. Оти е умно и разумно ова момче. Ај вечерва да му име дома и да му го сакаме на мајка му за да го земеме у нас за калф и да го стори бе човек. Чунти греота е да паси телци ова дароито момче. Се согласи и двајцата ортаци и го примолија детето да ја одведи у него дома. Со радост голема и однесло дома и излегла мајка му та и пречекала. Добро вечер, ја рекле. Стара мајко, дали ќе не примаш вечерва да сме ти гости? Повелете, синковци, како во своја куќа. Ама што не покрил Господ, јас не покривам. Леп немам за вечер, а остај друго што треба, синковци. Само приберине, мајко, да вечера ние си имаме, ја рекле и си кондисале. Изваиле пари и му дале на момчето да купи се што му требало за вечерта. Од која вечерале убо лепо и отвориле збор на старата за да ја земат сина калфа на својата мааза за да го сторат човек. На тоа згора ја дадоа пари за да живее една година време и после пак ќе ја праќаат за да живеат. Кога виде мајка му да телчаро толку пари од тројцата трговци, се изеде, при се што му беше жал за сина да му го дајат на непознати луѓе. Ардава побилие се видоа парите од детето. Прележаа доќта и утрото го зедоа, та го однесоа в град. Градот бил 5 часаати до селото и во тој град седел царот. Од која го однесле на мааза, сопрво почнале да го учат книга и многу брзо се научило даскалот што го учел. Кога тргнал да работи во маазата со трговијата, кој виде, се му завиде во наербапла кон негов. Страшен алашвериш имале во маазата. Од тоа нешто му завидеа комшиите, чунќи у нив немало и алашвериш, и ошле кај царот та сториле давија, барем до ручек да не отвараат маазата кај што беше телчарот. Заповедал царот да не отвараат и тие да отвараа. Ардома муштериите чекале поручок, дури да отворат тие и после оделе пак од нив да купуваат. Со тоа нешто трговците не могле ништо да му сторат на тројцата трговци и повторно сторија давија на царот на тројцата ортаци, а најпоеќе да калфата што имале, ја тие да идебат во градо, ја тие, друго чаре немало. На таја давија од трговците, царот не знаел каков џуап да му дајат. Дубал, шестал и му текнало нешто да направи за да истеба тие тројца трговци и викнал еден ден пред него, та му рекол: слушате вамо, вие тројца трговци, јас од вас сакам да ми дадете еден џуап. Џуапот е да ми кажете од кај да земам царица како таа што би умре, истата да биде како неа и во лице, и во ум, и во се. 3 дни мувлет ќе ви давам за да се думате и ако не ми кажете до 3 дни, глајте ќе ви сечам од рамена. Му се поклониле и плачејќи си ошле на мааза. Едно и видело момчето и прашало заошто се толку ужалени. До овде беше нашата живот, момче, му рекле. Чунки царот ти сака да му дајдеме да царица како таа што му умре. Бри, да за тоа берите гајле?
му рекол. Јас да сум и жив, и мене ќе ме однесите на 3 дни за џуап да му давам за тоа нешто. Кога чуја тој збор тројцата трговци, се ослободија и да 3-тиот ден го однесува момчето кај царот за џуап да му дајте. Честити цар, му рекло момчето. Јас опрво ќе те прашам дешто да му се одговориш и после јас ќе ти давам џуап за тоа што си би рекол да браќа ми. Кажи да видам што ќе кажеш, му рекол царот. Ќе кажам, честити царе, ама по законот царски како што е да пресудиш. Еве што сакам јас да прашам. Еден човек што убава да бавча посадена со секакви цвеќиња и во сред цвеќињата имате едно најубаво цвеќе што очите во него му се. Дали има право кога да сака да го скиди и да го си го внеси водаја, за се да си го гледа и да си го мириса? Полно право има од законот да го скини, му рекол царот пред сиот безлик што беше збран. И вие имате право, честити царе, да си ја земите ќеркави, му рекол телчарот. Чунки, како што барате царица да е како првната што ја имавте, умна, разумна, честна и во лицето исто како да ја ќерка тијат. Кога чу царот тој џуап од телчарот, на чудо беше станал. И да тоа згоре и безличот беше му одобрил и сам царот, чунки судбата била според законот царски и се дало карар од мезличот со сите подписи за да си ја земи ќерка си царот. Писмото му го пратил царот на ќерка си за да се готви отиќе ја земи за невеста. Момчето со бакшиш го подари и го испушти да си оди. Кога видеа бајстори му на момчето и куртулиса, немаа кај да го клаат од радост. Кога го зела писмото ќерка му да царот и кога го пеала и видела ти татко сака да ја земи за невеста, животта си ја не сакала и уште малце ќе се само убиела. Ардова живот бидејќи мила е, премислила еден маривет да направит и да не ја земит таткоје. Отишла при еден мајстор што знаел да прави сандаци и друзи работи царски, што му треба на царот, и му дала пари до јунџе за да му направите еден сандак за да може таа да живее вдатре за многу време и само однатре да го затвора сандакот и сама да го отвора и кога да го крениш пак да е лесен како да е празен. Зел парите бајсторот и е направил сандак та е го дал. Од кога го зела таа си зела злато и чевајри и беседети кабеље со себе си и буорот царски. Си клала во ковчегот јадење и пиење и пред да влези вдатре си виктала еден верен измеќар при неа и го молила да го издеси сандаков чаршија и да го продаи пошто зашто, ама на некој момче да го продаи. Од кога си влегла внатре, го кренал нарамо измеќарот и го однесол в чаршија за да го продаи. Думал, шестал измеќар кому да го продаите. Најпосле му дошло на умот за момчето што било у тројцата трговци, чунки беше отишол да купува нешто од него и беше го бендисал. И во ала швериш, и во збор, и во лице, и во ум. На сандако беше пишала царја ќерка вака: пишман кој ќе го купи овој сандак и пишман кој не ќе го купит. Дури да појде избеќарот до кај мазата од момчето, мнозина го запазариле, ама штом ќе го видеот и пишувало пишман ќе биде кој ќе го купи сандако и пишман ќе биде тој што не ќе го купи, од тоа дешто дикој не се удрил на пазар за да го купи сандако. Штом дошол избеќарот пред маазата од момчето, и едно го виде момчето и го пеало пишаното, му текнало ти ќе има во него некој голем марифет, али арен, али лош, и се удрил на пазар. Вур-тур го пазарил и го зел, та си го однесол во својата одаја. Поминала една ноќ и утрото, од кога си ошло момчето на мааза, излегла царја ќерка од ковчего и му суредила одајата, му смела саде за ќеф. Ко си дошол вечерта, се зачудил на чистотијата од одајата. Повтил да го отвори сандако, не можел. Да го окрши, жал му било и до негде страф му било, чунки имало писано така. Го подкренал враце, гледат лесен. Никако да му ваќал убот што да правите. Другиот ден пак ја дашол почистена одајата и третиот ден клал едно тенџере манџа да вари.
Излегла царя ќерка од ковчег и му ја сготвила манџата многу убава. Кога си дошло вечерта и ја нашол сготвена манџата, тогај дури поворувало оти има некој во сандако, та утрото се скрил и вардил да види што има во ковчего. Постојал малку и излегла царја ќерка од сандакот. Веднаш беше влегло момчето внатре и ја ватил за рака да ја прашал која е и чија и заошто влегла во сандакот. Јас сум момче царја ќерка и сакајќим татко ми да ме земи за жена, јас не восприимам тоа што не било да биде. Затоа влегов во ковчегот и падна во твоите раце. Сега барај крај да бегаме негде далеку и да се венчаме. Запари ич гајле да не бериш, чунки јас го обрав азното од татка. Мошне, Арно, девојко си сторила, и јас сум на твојот збор да бегаме далеку. Ајде да те пратам кај мајка на село за да поседиш некое време, дури да си зема месапо и да му предава месапите од трговијата што ја имаме. На тие зборови беше кандисала царја ќерка и беше ја испратил кај мајка си со некој верен селанец што имал тој. Од која ошла царја ќерка дома у момчето, излегла од сандакот и се облекла во машки алишта, та се кажувала синот бабата. По некој ден пазарила мајстори и направила едни убави сараи близу до море. Еден ден беше се облекала во женските алишта за да види дали е прилега која ќе биде невеста. Стоејќи на пенџерот од кај морето што било, ја догледал еден евреин кајакчија и сетило тие девојка, а не момче, као што се знаело однапред. Се актал в гради и сторил ниет да ја граби, ако му го начека колајот. По некој ден ја текнало да царја ќерка, та да пишала една книга за да го ја пушти в град на момчето за да знае тоти сарај направи и да си дојди час поскоро за да се венчаат. Го зела старата писмото и ошла кај морето на скела за да бара некој човек и да му го дајт. За пакос ја излегол евреидо што ја видел и ја го зел писмото од старата за тој да го носит. Го отворил и од која го пеал напишал едно друго, како да е пишано од кај мајка му. Синко, синко, девојката што би ја прати, писал евреино, е најбесчестата и уште со пците селски што не оди. Час побрго ела си да ја најдиш крајот и овој срам јас не можам да го носам, а не ти. Такви збори писал и уште друзи, уште полоши и му го однесол евреино на момчето в град. Едо го отпеал писмото и се удрил по чело и по колено. Леле, јас сиромав, што таксират ме вати? На мојата чест да земам за жена безчестна, моме и развратна. Ама била царја ќерка, волко нека ја јади кога е таква. Одење до мене ме пери, си рекол сам со себе, и врлање в море да така куртулисување од неа. Предал е сапите на мајсторите, се опростил со нив и си дошол дома. Без да ја прашаат неа али мајка си, ја зел квечерината по себе и си излегол покрај мореѓето, а ќе се прошета со неа, туку веќе беше ја турнал в море и трчаница беше си тргнал дома. Проклетиот евреин таму бил скриен со кајко и како што се бачила сирота царја ќерка да плива за да се избавит, ја чапнал за рака и ја внесол в кајката си, ја однесол дома и ја затворил во 9 врати. Од една врата во друга, од една во друга. По некој ден, од која беше си дошлал на себе си, ја споимела евреино за да ја земи за невеста. Остадала работата како за утрото за да го земи за маш. За късметот незин, нашла едно еѓе ингилиско кај што била затворена и зелата претрила од сите врати резињата и избегала од кај евреино. Бегајќи сирота, ја видел евреино се пуштил да ја ватит. Едно виде таот и ќе ја вати. Проклети евреине, рекла. Јас ќе се удам в море и нема тебе да те земам. И бир баш се врлила в море и веднаш далгата беше однесла на некој далечен крај. Табу имало 3 момчиња што ваќале со сертме риби и наместо риби да ватат, ја ватиле неа. Едно ја виделе и секој сакал да ја земи. Карајќи се 3 момчиња на неа, поминало бајаѓи време, дури е дошла од свеста и се испраела, почнала да им моли да му кажа ти си има маш. Ама тие да слушаат зборо незина, ми гледаат личотијата незина
и од тоа секој сакал да ја земи за невеста. На тоа згора, едет еден делија обружан со пушка и пиштол и вкачен на конј и видел трите момчиња кај се караат за цареја ќерка и едно ја видело ти е многу лична, ја грабнал за рака, ја врлил на газо од коњо, пуштил коњо на дизгин и избегал во гората. Пусти таксерот од цареја ќерка од лошо по лошо ја наоѓало. Слегол од коњо делијата и ја симнал и цареја ќерка, та ја текливил за да му биди невеста. Итра бидејќи таа, му рекла: арно ме сакаш да ти бидам за невеста, ама ако ми направиш еден кат машка руба како твојава и да ми купиш еден конј како твојот, та да се обружам и тогај да ме венчаш и да ме земиш. Пејќи убава девојко, ја рекол. Аз ли јас така сакам? Ема ако сакаш, на облечи горни веалишта, обружи се арно, јавни го конјот, та поразоди се до негде да те видам дали ти прилега. Аз ли, тоа го бараше таа, и на часо беше се променила и се вкачила на конј, се поразодила до негде и пак се вратила. Втори пат отишла до негде и отаде збогум беше му мавнала со рака и боднала конјот, да си отишла во некој ближен град и кондисала кај некој ан, та по некој ден си направила ни пашински алишта и напишала еден ферман, му удрила муро царски на фермано и отишла при пашата што бил во тој град, та му го дала фермано да го пеит и да си стани тој од пашалако, та да си седи таа. Немало збор за пашата, кога го виде ферманот, си станал и седнала таа да биди паша. По малку време терала еден зуграв да ја пиши како што била со женските алишта и ја клале иконата на една чешма што била на една раскрсница. Кладе до чешмата и каракол да седи и да слушаат кој ќе речи за неа и да се одесит пред неа тој човек за да го видит таа. Поминала некое време и за пакост ќе поминит тамо евреино и едно ја видел на чешмата, се акнал в гради и рекол: проклета девојка, дали овде те кладоа? Едно чул караколот и го ватил та го однесол пред пашат и му кажал како рекол. Заповедала да го клаат в тумрук и в синчер. По некој ден, евете и тројцата рибари ќе врват пред чешмата и едно ја видоа и ја познаа. Еве девојката што ја вативме в море. И Ниви однесол караколот пред неа, и едно и видела и познала. И клала во една одаја и му сторила тајн секакви јастија и питија. По некој ден поминал и делијата, и тој ја познал и офнал од срце за неа. И него го однесле пред неа и го клала во една одајата, му дала јадење и пиење. Уште по некој ден, еве го и момчето што ја фрли в море, и тоа офнало за неа и се расплакало. Го ватил караколо и го однесол пред неа. И него го клала во една одаја и го определила најарни јастија. Откоја се собраа сите незини пријатели и душмани, сопрво го испитало момчето оти ја фрлило в море. Тоа кажало ти евреино му донесол лажливо писмо според мајка му што му кажало ти таа била нечесна. Го испитала евреино и евреино си кажал правото ти, таа му побегнала. И сите со реди испитала дали некој таа девојка што е пишана на чешмата ја имале за жена. Сите се откажале. Момче, али чу што кажаа луѓето, му рекла. Еве, јас сум твојата верна девојка што бе фрли ти в море на правина. Ете како правината се танчи и не се кинит. Заповедал на сејмените да му врзат еден камен на гуша на евреино и да го фрлат в море, а на друзите му дала големи бакшиши и испратила. Си облекла женските алишта и си го зела момчето, да си ошле кај него дома, да ја разрадувале старата на момчето и по смртта од царо се воцарило момчето, чунти од него поумно и поразумно немало. Ете, као бидува од телчар цар.